Pre svega hoću da zahvalim Odbojkaškom savezu Makedonije i gradu Štipu što organizuje ovakav jedan događaj. Mislim da je ovo odličan izbor i baš ideja koju ste rekli da jedan takav prostor iskoristi za ovaj teren i da odbojku na pesku približe vašim građanima. Mislim da je lokacija predivna. Po najavama već ceo dan očekujemo da će biti dosta ljudi, lepo vreme. I u svakom slučaju biće dosta uzbudljivih mečeva. Imamo sve naše članice Balkanske asocijacije i u muškoj i ženskoj kategoriji, tako da, ajde kažem, iskoristim ovu priliku da pozovem sve sugrađane da već od sutra do nedelje uživaju u odbojci na pesku. Официално да дознаеме колку екипи во машка, колку во женска екипа, колку екипи во женска конкуренција ќе има и дали е извршена жребката за текот на настаните. U muškoj konkurenciji imamo 12 ekipa, u ženskoj imamo 7 ekipa. Večeras, znači danas u 9 časova je tehnički sastanak gde će se vršiti žrebanje i nakon toga ćemo dobiti grupe i raspored takmičenja za sledeće 3 dana. Што вели искуството, кој е фаворит во ваков тип на надпреварување? Cilj ovih takmičenja da, pošto je ovo balkansko do 23 godina, znači to su, ajde kažem, mlade nade i u muškim i ženskim kategorijama, nema tu nekih favorita, u suštini mislimo da će biti ravnomerno takmičenje. Mislim da sve ekipe koje dolaze ovde, pošto je već polovina avgusta, su u dobrom trenažnom procesu, imali su nekoliko turnira iza sebe, tako da sam ubeđen da će bukvalno svaki meč biti zanimljiv, a u finalnom danu, znači u nedelju, ćemo biti najbolje ekipe. Дали за прв пат сте во Штип и ваши први импресии за нашиот град? U Štip sam prvi put sportski, ali ranije sam dolazio ovako i prijateljski, imam puno prijatelja u Štipu. Imam već pozitivno iskustvo, ali sam ubeđen da će sad još više da budem i da upoznam neke stvari koje možda ranije nisam imao priliku. Сигурно стекнавте нови пријатели, збор од вас за искуството околу организацијата, дали се ќе биде во најдобар можен ред? Tim koji radi ovo, znači Odbojkaški savez Makedonije, ima ogromno iskustvo u organizaciji sportskih događaja, pre svega indoor, ali sistem organizacije i dinamika je vrlo slična, njihovo iskustvo, energija i, ajde kažem, podrška je velika i već na prvom danu mi smo danas imali niz sastanaka i tehničkih provera, to ide po planu i tako sam i očekivao, mi smo u redovnoj komunikaciji da će turnir proći u najboljem mogućem redu. Pa можам со задоволство да истакнам дека сите зацртани работи кои ги имаме ставено на планот се одвиваат, значи, баш како што замисливме и во завршна фаза сме до вечер да го комплетираме комплетниот терен за непречено одигрување на шампионатот. Што вели вашето искуство, изборна локација, градски площад во Штип? Знаеме дека овие надпреварувања вообичаено се покрај реки, покрај езера, покрај море, на плажите. Да, ние имаме искуство досега во организација на вакви надпревари на плажа покрај базен во Скопје, на плажата Бич Волеј во Охрид, веќе во Скопје 2 пати на плажите покрај Вардар, градските плажи. Ова е прв пат во Македонија, во еден град да се организира и воопшто би истакнал на Балканот, значи во Балканската асоцијација да се организира еден ваков вид надпреварување во центарот на градот. Што за метрополите веќе не е новина, што значи дека ние полека се придржуваме кон градовите со кои поклонуваат особено внимание за развој на одбојката на песок. Често е голема на Одбојкарската федерација на Европа, Светската одбојкарска федерација, токму Македонија да биде домакин на ваков шампионат, што е големо задоволство за вработените во Одбојкарската федерација на Македонија. Големо задоволство и голема одговорност, би рекол, меѓутоа, благодарение на луѓето со кои соработуваме во Штип, наидохме на големо разбирање пред се од градоначалникот, од локалната самоуправа, од двата одбојкарски клуба кои екзистираат во Штип и во соработка со сите граѓани, би рекол, се надеваме дека шампионатот ќе протекне во најдобар ред. Сите кои се тука присутни ќе понесат многу убави спомени, а целиот град ќе ужива во она што досега го немаат видено. Јас ви благодарам на разговорот, со надеж дека се ќе протече во најдобар ред. Еве и за крај само уште едно прашање. Рековте за прв пат се организира на площад. А колку Македонија има искуство со организација на ваков тип надпреварување? Имаме, ние ви реков веќе 5 години за ред го организираме надпреварувањето Охрид, значи одбојка на песок,
традиционално од 2006 година. Во Скопје веќе имаме поред две градски, односно тоа веќе прерасна во меѓународни надпреварувања. И да не зборам дека од 1993 година на базенот Плаја Виста во Скопје имавме таков еден вид, да кажем, историски почеток, а ова сето представува како крајен резултат на целата таа надградба до сега и се надам дека успешно ќе го положиме сите испитот и довербата која ни укажана дека